Океј, полека ќе почнуваме, па кој дојде, дојде. Мислам дека скоро една година помина од како бев тука последен пат, за раз презентирав. Денес сум тука пак со нова езотерична тема. Денес ќе збориме за Неовим. Сега уште пред да почнам сакам да кажам дека ја со колегите го зборев денес. Во еден момент сакав да откажам, ама на крај не. Многу местење ќе има за Неовим, многу сетапирање, ама сето тоа е придонесува кон една цел, тоа е вие да си имате ваш текст едитор по ваши термини, по ваши услови, како ќе ви одговара да го наместите, така ќе биде. Што не е, например, случајот со, не знам, да не именувам VS Code, Visual Studio, да не именувам текст едитори, ама ограничени се барем за кастомизација. Тие да дозволуваат, ама не до тој степен како што дозволува Неовим, ќе видите и вие што точно зборам. Многу од вас ќе мислат дека овие работи што ги правам се небитни, непотребни, нема многу работа за на крај само да ти се смачи, тоа да е тоа. Ама пак ќе кажам, не е за секој една од моите езотерични теми. Океј, добре дојдовте на Неовим презентацијата. Океј, што е Неовим? Уредувач на текст, што најчесто ќе го видите на терминал. Тој е модален. Што значи модалност? Модалност значи дека имате повеќе начини како да пристапите на пишување текст, на уредување текст. Ќе видиме што поточно значи тоа малку подоцна. Теоретски сега збориме, знаете дека теорија врска нема со пракса. Многу екстензибилен, како што кажав, и многу битно вградлив. Тоа на крај ќе го видиме каде, што ај сега ќе го кажам. Има една многу фина апликација графичка, гледате анимации, има тука се не знам колку добро гледате од мене. Има анимации, убаво изгледа, рипа скока на секаде. Тоа се мисли кога се кажува дека е вградлив. Ова е практично една графичка апликација и само во него е ставен Неовим. Да, е така. Тоа се мисли кога се мисли дека е вградлив. Океј, зашто Неовим? Епак како што кажав, имате тотална контрола врз целото искуство, поефикасни сте, брзина, живеете во терминал, под наводници животен стил. Животен стил овде се мисли дека Неовим не е ограничен само од терминалот, туку верувам многу од вас имате слушнато дека можете да го симнете Неовим плагини, не знам, во VS Code, во Visual Studio, на IntelliJ, таму не знам си кои други постојат, ама таму само добивате движењата со тастатурата. Практично наместо да се движите со маусот и со стрелките горе-долу или со таму не знам кратенките што ги нуди вашиот текст едитор, ако сте навикнати на Vim Motions, само го симнувате плагинот и си цепате. Исто така, зашто Неовим е, па ако имате многу слободно време, ете да си најдете како да го трошите слободното време, или ако имате малку слободно време, па да си го брзате малку животот. Океј, нема потреба, ама ќе го кажам пошто е интересно, како има започнато, како се има стигнато уствари до Неовим. Па мислам дека од далечните 1960 години, таму од ГНУ дечките или некои open source адвокати што постоеле од тогаш, колку, 2-3 се, имаат почнато со едитор, значи тоа, и го симнав, видов на Google 2-3 работи како се користи и го откажав. Тоа е уствари едитор кој што стварно е од 1960 година и во еден момент можете само да прикажете една линија од вашиот текст файл. Не можете да ги гледате сите линии, туку, например, одберете 10-та линија и ќе ти ја каже 10-та линија. После треба да му кажеш, сакам да уредам 10-та линија. Па одново ќе почнеш да пишуваш. Нема потреба. После го имате измислено VI. VI значи Visual Editor. После Брам Муленар има дојдено и го има измислено VI Improved, тоа значи Vim. Инаку почина пред 2 години Брам Муленар, Бог да го прости. И тука стигнуваме веќе во 2014 година, мислам дека е Неовим.
да, целата презентација Neovim, нема да објаснувам сега за Neovim после овој слайд. И нината надежно е Helix, што е напишан во Rust, и RSVim, што е напишан во тачно, во Rust. И Helix е малку друг пристап према текст едиторот, ама RSVim е буквално рерайт на Neovim во Rust. Океј, сега, многу од колегите, да ме кај си бе? Касниш? Да. Сега, многу од колегите ми имаат прашано што е разликата од Vim и Neovim. И генерално првиот одговор ми е нема потреба да го користиш Vim, ама ако човекот е како што треба, ќе ми рече добро објасни ми малце повише. Океј, значи Vim и Neovim ја делат истата код база. Значи основата практично им е иста. Дури до ден денес промените кои што се случуваат во Vim идат у Neovim и кои што се случуваат во Neovim до одредена точка се пребацуваат у Vim. Арно, ама тука имаме еден специфичен момент за плагините. Vim има свој, не знам ни дали да го наречам ни скриптерски, ни програмски јазик, буквално е наменет само за плагини да се извршуваат во Vim. Се вика Vim скрипт, пред некоја година искочија со 9-та верзија, што замислете 9 верзии и уште да не ви е добар скриптерскиот јазик, и уште не е добар, нема изненадување. И тука Neovim пробува да го поправи целиот Vim скрипт со тоа што го имплементира Lua, го ембедира во самиот енджин, за вие да можете да пишувате плагини во Lua и тие да бидат извршени внатре во Neovim. Не е дека Neovim не поддржува Vim скрипт, само што зашто да користите Vim скрипт кога можете Lua. Lua не е јазик што се користи само за едно специфично нешто, туку го има во повеќе домени. Океј, се зашто Lua? Интересно како се надврзуваме. Многу малку зафаќа Lua, неколку килобајти мислам дека е самиот интерпретер. Вградлив е во свашта, достапен е за многу платформи, прелесен е за учење и интересен е што не постојат комплицирани дата типови како листи, мапи, вектори, такви работи. И нешто што на многу од вас нема да ви се допаѓа, индексот во низите почнува од 1, а не од 0, што е многу неинтуитивно за програмери. Прво треба да се навикнеш, нели, да почнеш од 0, па сега Lua доаѓа и те враќа, индексот почнува од 1. Еве, ама техничарче, Lua е стварно многу вградлив јазик, кој што овозможува практично целата конфигурација во Vim вие да пишувате со функции, да испрограмирате целата конфигурација. Еве го видеото. Зашто Lua е пак како што кажав, единствената комплицирана дата структура е табелата. Во Lua нема тука, не знам, конкурент хаш мап, конкурент хаш лист или не знам што таму. Во Lua има само табела. Практично е мапа, ама ајде се преправаме дека не е. Нешто се покварило. Да, уште една причина, мене најбитна ми е, World of Warcraft, најдобрата игра во светот, го користи Lua како ова јазикот за плагини во позадина. И ради сестрата помала, морав да го пишам ова, ама Roblox исто користи Lua за... Па да, пошто е една од игрите во светот, да. Една од игрите во светот. Не е најдобрата како што е World of Warcraft. И Roblox, да, не знам зашо го користи, ама знам дека за нешто. За мапи праење, така нешто. Океј, ајде сега практично. Теоријата тука мислам дека горе-доле прекинува. Сега влагаме во терминал. За жал, сум на професионалниот, тоест не за жал, за среќа сум на професионалниот оперативен систем Windows. Ама малце хак направив, го користам VSL, бидејќи не ми е згодно у PowerShell. Океј. Може да го симнете Neovim преку вашиот Package Manager. Ако не знаете што е Package Manager, тогаш на Windows тој ви е Winget. Вајда тука го има Neovim. Ако го пребарате, еве, ќе ви искочи му пресред само еднаш.
Да, еве, пишувате winget install neovim и ќе добиете бајаги нова верзија 0.11 на neovim. Тука е исто install neovim, ама мене ми е веќе симнат. Океј, го уклучувате neovim со тоа што пишувате nvim. Сега заборев да сменам корисник, само момент, пошто местев тука работи, така. nvim, ете го. Сега јас сум на релативна нова верзија на neovim, тоест најновата стабилна верзија 0.11.1. Може да приметите дека е 0 напред, не е уште 1, ама здраве Боже ќе стигнеме до единица. Пак се надоврзува до стабилноста на neovim и до како тоа цело време се менува екосистемот на плагини и на конфигурации. Цело време ќе мора практично да си одржувате плагин системот. Пред 2 години кога почнав да се занимавам со neovim, поточно со Lua делот од neovim, па до ден денес премногу промени имам направено поради тоа што цело време стварно се менуваат и плагини и верзии и што не. Океј, значи пак, како се влегува во neovim, само пишувате nvim на терминал. Ако сакате да отворите некој точен файл, си го пишувате фајлот. Океј, сега, ако почнам да пишувам на тастатура, добро, случајно беше тоа, ако почнам да пишувам на тастатура и надежно нема и копчето да го погодам, гледате дека, па добро, не гледате, ама верувајте ми, дека пишувам текст, еве името ќе си го пишам, Бојан. Што е ова? Не е Бојан. Епа тука доаѓа модалноста во neovim. Сега neovim има неколку модови, модал, на кој би му текнал. Сега сме во normal mode. Тоа значи дека малку подругачие работи neovim овој текст едиторот, тоа што обично вие би очекувале. За да почнеме да пишуваме, директно ќе скокнам на тоа, прво треба да штракнете и за insert. Колку гледате овде доле, не знам, чекај ласерот да го искористам. Еве, insert, овде пишува insert. Тоа значи дека сега вие може да почнете со куцење на код. Тест 1, 2, 3. Сега, за да се вратам во normal mode, треба да стиснам escape. Сега сум во normal mode и тука можам оние дугмиња на Vim да почнам да ги користам. Ако стиснам B, back, се враќам на почеток на зборот. Ако стиснам пак B, се враќам на почеток, и да зумирам, се враќаме на почеток на овој збор. Ајде да напишам неколку зборови овде за... Океј, сега сакам, пример, да се вратам на почетокот на линијата. Тоа беше Shift 6 или она стрелката нагоре, карот, сайн, како и да е. Сега сум на почетокот на линијата. Исто, друг начин за да идете на почеток на линија, 0 ако стиснете само. Сега не 0 на она на нумпадот, ама 0 горе. Дуплове е за Word, идете на нареден збор. Што друго имаме? Имаме за End of Word. Имаме за ту, еве, 2 ќе стиснам, има мести пред двојката. Имаме не знам, Р. Опа, Р, ме мести пред Р. Наредното што како најде, имаме Т2, ме мести на празното место, значи може точно на тоа место да рипнете, наредното. Океј, има уште еден мод, значи сега сме во normal мод и сега има уште еден мод, кој што се вика visual мод, и овој верувам ќе ви биде интересен на повеќето. Shift V и практично вака селектирате текст, за да го избришам овој текст идам D, за да избришам линија 2 пати D, undo ми е на U, redo е на CTRL-R. Не сме тука реално денес за да ги учиме овие работи за Vim. Мислам дека некои од вас веќе ги знаат Vim Motions, ако не, оваа презентација, извинете, не е за здраво Мартин. Не е оваа презентација за Vim Motions. Тука сме за да местиме плагини. Океј, горе-доле ќе ме гледате како ги користам Vim Motions и се надевам дека ќе може да ме следите, пошто некој ми има кажано дека пребрзо се движам. Дачо, кај си? Да, фала. Сега ќе направиме. Чекај. Убава идеја, веќе кога сме тука, ајде, зашто да не. GG е да идеш најгоре, Shift G е за да одиш најдоле. Сега, ако малце го прошириме фајлов, 80 линии, имаме CTRL-U за да идеме као page up и CTRL
CTRL-D за page down. Колку иновативно ги именувале овие дугмиња. Не па барем некој ги ставил за да бидете интуитивни, така. Океј, и на крај тука сакам да се задржиме малку на опциите. Кога ќе одите во Vim, и ако стиснете, ако пишете две точки, ви се отвора овде долу како команд промпт, за да може да пишувате команди. Тука више интересно станува. Ајде да ставиме да можеме тука лево од колонава, но не ми е интуитивно ласеров да го користам. Тука да ставиме да ни ги пишува ова бројкиве на ред. Set number. Да, чекай сега. Ќе пробам некако. Не знам, вака дали може? Ајде. Опа. Епа не иќе нешто. Чекај. Па не, така направив, ама... Чекај. Добро е сите? Океј. Еве сега, веќе ни ги кажува ова линииве овде што се. Океј, сега има уште едно интересно нешто овде, што можете да пишете set relative number и ќе ви каже, да, ќе ви каже дека вие сте на 22 линија, ама, например, ако сакам да рипнам на, не знам, пишува нешто на 9-та линија овде, ќе можам, ќе знам колку треба надолу да рипнам. Тоа се прави вака. Сега сакам на А да рипнам. Штракам 9, Ј. Океј. Сакам горе да идам сега на седмицата, пример. 7 К. И тука многу интересно се надоврзувам. Од презентацијата насловот Х, Ј, К, Л, што значи? Ј значи надолу, К значи нагоре, Л значи десно и Х значи лево. Тоа значи Х, Ј, К, Л. Практично тоа е све што имаме сега ние во Неовим, само може да се движиме горе-доле, да ги местиме овие команди долу што ви ги покажав и ништо повеќе од тоа. Момент, вода да се напијам, пена ми феќе уста. Океј. Сега, ако искочам од овој файл, еве ќе го сейвнам, дупло е значи write file.txt и за да искочиш од Neovim, најголемиот мим за да како how do I exit Vim, чекај, кај е штекерот, да го најдам овде. Да, не, сега ќе ви кажам. Две точки, опа не, грешка. Две точки Q, enter. Ако не кеш да се зачува, фала ти. Пишуваш нешто, quit не ти дава. Идеш quit не ти дава, quit извичник, тука мора да дае. Ете го. Добро. Сега ќе го отвориме пак овој файл и приметувате дека веќе ни ги нема бројките тука. И number и relative number веќе ни ги нема. Епа мора да ги зачуваме тие опции некаде во некој файл. Сега искрено да ви кажам, пошто не видов у Vim скрипт како се прави тоа, ќе фристайлам. Config nvim. Има нешто тука? Нема ништо тука. Ке мора да создадеме оваа папка. Тука се чуваат конфигурациите во Neovim, многу ќе го користиме понатаму за време на презентацијата. Идеме config nvim init vim. Set number. И да видиме дали ќе работи. Се надевам ќе работи. Извинете ако, значи, си имам alias наместено. Да ви, vim и nvim сите да ми бидат nvim, така да не ве буни тоа. Файл текст, дали ќе сака? Да, сака. Добро, значи памтам сепак нешто од Vim скрипт. Ајде да наместиме сега и она relative number што беше, set relative number. Файл да го отвориме. И да, еве го сака. Океј. Арно, ама тука сме ние да учиме Lua, не да учиме Vim скрипт. Тоа нека учи некој што сака. Океј, го правиме init Lua фајлот. Сега тука малку под другше.
Не постои vim фајлот, така ми верувате? Добро, фала. Еве, истото што го напишавме во vim скрипт, сега го имаме тука и во Lua. Малку подруга е синтаксата, ама тоа е. Config, nvim, init Lua. Океј, сега ќе направиме нешто необично. Ќе напишеме функција во овој конфигурацијски файл. Инаку ова е главниот конфигурацијски файл преку кој што тука vim автоматски влага и си ги чита овие вредности, што и да имаш напишано ќе го изврши, без да те праша. Океј. Дали гледате долу hello како принта? Малку погласни бидете. Фала, да. Океј. Ова ни овозможува премногу работи. Сега ние го имаме Lua на располагање, имаме пишано print hello, што иако не значи многу, барем ни кажува дека Lua работи у позадина. Океј. Тоа беше околу така чисто да се запознаеме со nvim и екосистемот. Сега подлабоко малку ќе навлеземе како да местиме плагини и ова се плагините кои што ќе ги користиме. Најпрво ќе наместиме package manager. Package manager ќе ни треба за да ни ги симнува сите плагини. Реално ние можеме и самите да си ги симнуваме плагините во една одредена папка, ама ќе мора Git да го користиме, да излагаме од него vim, да правиме git клон, па секој пат кога ќе има нов апдейт git pull да правиме, не ќе тоа да го правиме, сакаме да имаме package manager кој што ќе се секира за нашите плагини и ние само влагаме во vim и пишуваме долу, не знам, update plugins и тоа да не ги апдейтне сите плагини. Тоа е lazy package managerот. Инаку овој е, како да кажам, еден од многуте у долгата линија на плагин менеджери кои што постојат. До пред некоја година беше Packer, па пред тоа беше Plug, така да кој знае нареден месец што ново ќе искочи за менеджирање на плагини на Neovim. Ова е само генерално идејата и скелетонот за како работи екосистемот во Neovim. Понатаму ќе го инсталираме Mason. Mason ќе ни користи за да ги инсталираме сите овие работи подолу практично. Тој ќе ни симнува binary фајлови за language serveri, за completion, за линтери, за syntax highlighting, за форматерите и за дебагерите. Тука ли е Томи? Не е тука Томи. Топ. За Томи ги местев дебагерите, Томи го нема. И ќе симнеме неколку quality of life плагини на крај кои што убави се да ги имате. Да, мало изненадување на некој мислам нека кажав. Да, ќе местиме плагини денес за JavaScript. Што очекувавте инаку? Така најпопуларен да, JavaScript е најпопуларен јазик сега во светот, покрај Windows, оперативниот систем. Многу се професионални, многу се брзи, многу се добри. Здраво, Пале. Здраво, Василаки. Така што, реално, одбрав JavaScript ради смешката и пошто стварно има многу супорт за ова. Да, ова погрешка го имам оставено. Океј, сега ќе го симнеме плагин Lazy Manager. И од тука па понатаму ќе приметите дека сите слайдови ми се тоа наслов и линк. Тоа е пошто така е искуството за местење на плагини во Neovim. Само пишувате, не знам, плагин менеджер на Google, ви искача и во ритмито следите инсталации, install guide кој што има. Така да почнуваме прво од package менеджерот. Одиме на Google, на Lazy nvim да го симнеме. И ако скролнете надолу во ритмито, тука би требало да има install guide некаде. Еве го, install. Валјда ќе ме однесе на точно место, да. И сега нема да го читаме ова, нели програмери сме, не читаме работи и документација. Копираме слепо и сега одиме во на папката која што беше претходно config nvim. Тука го имаме само init Lua и тука имаме некои работи кои што моментално не ни се потребни, ама ќе ги избришам.
тука сега правиме paste и тука ќе морам више да го зголемам екранот, извинете. Епа Ctrl Shift V, ова ти е више од терминалот ти зависи, не ти од да, фала. Фала пак, стварно фала ти многу. На P е paste, J е yank, се нема некоја визуелна индикација дека стварно ја копирате линијава. Океј, вака ќе направиме. J yank и paste. Магија. Океј. Number, имаме vim, opt, relative, number, овие ќе ми бидат корисни. True. Океј. Сега. Ова ми е све во иницијалниот init Lua файл. Многу коментари има тука, сега ќе направиме vim магија малку. Delete, све што почнува вака, идеме, тоест вака беше, global, delete. Сите коментари кои што почнуваат, сите линии кои што почнуваат со две црти ги бришеме. Сега сите, еве, дури ти кажува каде ги мечнува линиите, бришеме и имаме туку уште две празни места. Тоа. Сега сите коментари се избриши. Малку vim магија. Ова не е ништо од vim специфично, ова она regex sed, така што пак можете и тоа да го користите тука. Океј, сега што имаме тука? Малку да пројдеме. Ако сме програмери, ако не читаме, ама некад евентуално иднина сакаме да сватиме што се деша, така. Епа во оваа папка, во lazy path, тоа е некаде local share nvim, таму ќе му дојде. Тука сакаме да не биде клонирано ова репо, lazy репо. Тука го лоудираме ова репо и тука го конфигурираме lazy package manager. Тука веќе не е симнат. Сега, ова е многу битно овде, импорт. Ова значи дека во оваа папка, во plugins папката, ќе ни бидат лоцирани сите плагини кои што сакаме да ги наместиме. И сега, пошто сакам убави практики, ќе ги делиме сите плагини по файл. Нема сите плагини да ги ставиме во еден файл и така само да се одиме. Не, ќе ги поделиме сите плагини во плагинс папката и ќе бидат распределени по фајлови. Океј. Епа сега, излагаме од vim, пишуваме write и quit. Океј, влагаме пак во vim и тука, да, океј, ерор е, ама да, тоа е поради тоа што фали папката plugins. Ќе што сакаш? Lua, да, требаше ова, parent. Така. Океј. Што сакаш? Lua plugins init. Lua, мислам дека вака. Turn, вака мислам дека беше технички проблеми. Океј. Сега. Стварно не се гледа. Не знам што да направиме за да се гледа. Океј, ќе мора да ми верувате тоа што го кажам. Долу пишува lazy. Значи, две точки, големо L, easy. Еве го lazy package managerот. Не изгледа нешто многу убаво и многу флеши, ама на терминал сте, не можете да очекувате многу. Океј, сега ни е наместен, ние спремен, ние да му кажуваме кои плагини он на нас да ни ги симнува. Добро. Пак малку да рекеп на тоа што имаме работено. Во init Lua имаме наместено lazy package managerот. Во Lua фолдерот, во plugins фолдерот имаме init Lua кој што моментално не е наместен само за да не ни плаче vim. После ќе го избришеме. Тоа е тоа. Продолжуваме кон инсталирање на Mason. Mason, пак ќе кажам, Mason е уште еден менаџер кој што стварно ќе ни олесни работа за да симнеме language сервери, дебагери, форматери. Има друг начин да завршите оваа работа, тоа е преку вашиот локален, тоест преку package менаџерот на вашата дистрибуција. На Linux тоа би било многу едноставно, примерно на Ubuntu ако сакам да го симнам Clang language серверот, тоа би било вака, мислам дека. И сега тука, еве, нели, ќе почнеме прашува дали сакаш. Арно, ама со цел да бидеме по-репродуцабилни утре ден кога би го
кога би ја пуштиле оваа конфигурација на некој друг систем, би сакале све одма да ни работи без да морам ја у Package Manager да одам и да симнувам language сервери, дебагери, пак све, нели, да морам две различни листи јас да менаџирам. Затоа ќе го симнеме Mason, за да евентуално ви олесни и на вас и на вашата иднина надежно, ако го користите Vim, полесно да ви биде да репродуцирате. Океј, пак го правиме истото. Идеме copy-paste. Copy-paste магија. Идеме на ова репо, Mason Envim, инаку, пак ќе кажам, не е страшно ако не ги знаете овие плагини, мислам нормално е. Цело време се менуваат, само треба од прилика дрвото да го знаете, зашто се случува позадина. Добро, релативно популарно репо и не се надевам дека нема да се смени уиднина дека ќе биде архивирано. Еве Mason Envim, масони, така, не промовирам ништо. Дзидари, да, дзидари, така е, убава работа. Не култ, така. И читаме тука ридми, имаме инсталација, идеме на инсталација. Инсталацијата ни кажува дека треба само ова да го ставиме во Lazy Envim Package Manager-от. Пак ќе кажам, има други тука некои package менеджери кои што ќе ги видиме во други ридми, ама генерално треба само да барате за Lazy Envim. Така да пак copy-paste. Кај сум се, Lua plugins и бришеме init Lua, како што кажав преска, не ни треба и правиме нов файл Mason Lua. Ќе се вика, окей. Правиме return и тоа е тоа. Сега кога ќе го уклучам од поново Vim, ќе се уклучи автоматски Lazy Package Manager-от и ќе ми го симне Mason. Топ, сега го имам Mason. Арно, ама немам репозитории за он да може да ги пулне сите бинарни фајлови. Така што, за жал, ќе мора уште едно нешто да симнеме за Mason. Тоа беше Mason Registry, мислам. Еве го. Сега одиме тука, мислам дека беше... Само Registry ќе побараме. Registry. Еве го. Mason.org, Mason Registry. И практично што правиме, само треба овој слагов да го копираме. Овде, тоа ќе биде вака. Dependencies и го пишуваме. Не мора ова GitHub да стои. Lazy е доволно паметен да сам да почне да ги бара од sources, така што ќе знае дека ова е од GitHub и ќе си го симне и вие ќе имате Mason Registry како dependency на Mason Envim. Ова opts долу што е практично Lazy ја повикува, го повикува плагинот Mason, го мести и го крева за вас, бидејќи инаку ќе треба вие сами тоа да го правите преку други функционалности. Така што генерално како белешка која што секогаш би ја препорачал е во сите плагини opts да ви биде повикан, за да бидат сите таму setup, initialize функции во позадина да бидат повикани. Океј, излагаме од Neovim, влагаме пак. Опа. Да, фали запирка овде. И се симнува сега регистрито за Mason. Денес се симна. Добро. Океј, сега може да го почнеме да го користиме Mason. Долу пишувам големо М, Mason. Ќе има на снимката после. Океј. Сега, тука е интересното. Дали горе гледате LSP, DAP, linter, formatter, така. Епа тука, ова е практично само еден филтер. Тука ви се language сервери, тука ви се debug, адаптери, линтери и форматери. Не мора вие сега да ги симнувате сите овие ваши алатки преку Package Manager од вашата дистрибуција или не де Боже од Winget. И да, едноставно менаџирано вие све преку Neovim. Дури има опција во самиот конфигурацијски файл ти да си наместиш ensured installed, мислам дека се викаше тука опцијата. Кога за прв пат ти ќе го уклучиш Neovim, тој да ти ги инсталира точно тие кои што ти сакаш. Сега нема да се задржуваме ние на тоа, времето малку ни е ограничено,
Така што ќе одиме директно мануелно ние да ги симнуваме овие плагини. Океј, пред да почнам да ги симнувам плагините, сакам да објаснам накратко што се language сервери. Сега имам впечаток дека не е баш јасно што се language сервери, затоа за минутка ќе објаснам. Language сервер у принцип е, сега не смеам Visual Studio овде да отворам, пошто ќе ми го закочи лаптопот. Ама language сервер е практично многу позадина, нели кога ќе имаш грешка во кодот, што ти го подвлекува со црвена линија или од страна ти кажува и не си добар програмер, имаш грешка тука. Така што ние го сакаме истото и во Neovim. Епа програмата што уствари го прави тоа, а вие можеби не сте знаеле за тоа дека го имате во позадина, се вика language сервер. Практично тоа е, сега не ме фаќате за збор, ама мислам дека целиот лексер и парсер и не знам си што на целиот јазик, во позадина имате уклучено посебна програма, на посебен тред, кој што ви го скенира, анализира и лекса кодот и затоа вие може убаво да видите каде не ви пасува кодот. Така што тоа е language сервер, го сакаме истото во Neovim. Океј. Сега, идеме за чудо пак на Google и пейстаме. Идеме долу во ритмито. Ритмито. Евентуално би требало да најдеме некои конфигурации за NVM LSP. Добро, еве, многу убав случај, немаме баш тука одма како инсталација, насоки за инсталација, така што го копираме слагот. Сега сами ќе морава да го правиме. Правиме нов файл, vim lsp lua, ќе се вика, правиме return, пишуваме слагот. Тука опц нема да го повикаме, иако кажав дека убаво е да се повикува. Контрадикторен сам на себе. И еве сега симнат ни е NVM LSP config. Сега ние може да почнеме да ги конфигурираме нашите language сервери. Тоа ќе го направиме вака. Config. И сега тука доаѓа интересниот дел од Lua конфигурациите. Правиме config функција. И тука може веќе да почнеме да си ја програмираме нашата конфигурација. Буквално да си ја програмираме, не да следиме некои, не знам, точни одредени променливи кои што некој нас не ги дал, тие не можеш надвор од тоа да искочиш, не. Можеме што сакаме да си испрограмираме баш како што сакаме да ни биде наместено. Океј, сега тука Lua ќе почнеме да куцаме. Ќе декларираме неколку language сервери. Како беше за JavaScript, TS, LS, мислам дека беше. Ова е language серверот за нашиот омилен JavaScript. In iPairs servers. Добро. Do and тука ова беше vim LSP enable server. Океј, можете да видите дека на памет го имам научено ова. Од толку пати што сум ги местел овие работи. Ама тоа е генерално начинот како се уклучува language сервер. Што направив јас? Уствари е тука си имам една листа од language сервери кои што надежно би требало да ги имам, кои што надежно би требало да ги имам симнато, тие ќе ги симнеме преку Meson и само имам еден for loop кој што на секој сервер од оваа листа ми прави enable. Не повикува vim lsp enable функцијата. Океј. Не сме готови уште, мора да го симнеме language серверот. Идеме на Meson, идеме на 2 и тука бараме коса црта и пишувам TypeScript language server. Еве го. Покажувачот ми е на TypeScript language server, стискам и сега идеме горе и се симнува. Малку ќе почекаме. Добро, нема да чекаме. Еве, симнате сега. TypeScript language server was successfully installed. Океј. Сега ќе отвориме еден JavaScript файл и ќе почнам да пишувам. Дали гледате горе едно мало е?
Да, ерор, тачно, поради тоа што значи ова. Така, мислам, гледај, реално у JavaScript не постојат ерори, пошто јазикот дозволува све и свашта, ама ете, имаме и подвлечена линија овде. Сега, не изгледа ова баш најубаво, затоа сега, за да ни се покажува од страна, нели тука као да ни излага на линијата дека имаме ерор, поубаво да изгледа, да не биде само од левата колона. Ќе одиме кај мене на GitHub, готов конфигурацијски файл, .files, ајде, мала реклама сам на себе да си правам, config, еве ќе може да видите тука дека и мене истата хиерархија ми е, каде е nvim, еве го nvim, идеме Lua, идеме, не ми е во плагинс мене ова на друго место си го имам наместено, во диагностик. Идеме, што правиме, copy, фала Богу, и тука идеме сега, ќе направиме еден нов файл, поточно нов фолдер, се вика config, и тука ќе имаме конфигурации за све останато што не е поврзано со плагини. Арно, ама, тука ќе треба во init Lua да направиме еден require config, за да биде повикан овој модул, за да биде воопшто регистриран. Одиме во Lua config, тука мора да го инициализираме како модул. Init Lua, require, многу пешки работа, ама така работи Lua. Config, точка, не знам, ете settings, нека се вика фајлов сега што ќе го креираме. Settings.lua. Океј, ти верувам. Океј, тука сега некои работи ќе избришам. Малце со емоджиња ќе си играме. Ќе местиме како сакаме да ни изгледа она од страна. Еве тука гледате дека веќе сум ги местил. Опа, добро. Ова е warning, нека ни биде вака ова иконата. Ова е за hint нека ни биде прашалникот, пошто е тука више. И инфо имаме, фала на себе си што ми било веќе наместено. Океј, сега пак тука ќе наместиме истите икони. Има начин ова како да со променливо и со табела да го програмирате, ама ме мрзи да го правам искрено сега. Ќе ми простите. Warning, пак, info, и на крај hint. Така прашалник беше 2. Океј. И оваа конфигурација која што ја гледате моментално и мене ми е ископирана од некој GitHub issue, кога сум сакал да ми изгледа подругачија конфигурацијава, сум ја барал и повелете слободно искористите, а не. Океј. Сега правиме пак нов JavaScript файл, арно ама. Опа, сега ги гледаме линиите десно тука. Баш како што би било на VS Code или на Visual Studio. Така што, ајде да напишеме некои работи овде. Test function. Ај вака, по новиот начин ќе идеме. Const test function, да видите дека знаме JavaScript не е само хейт на празно. Return 1. Океј, немаме више ерори. Ова треба да е ерор, ама не знам зашо не е ерор, пошто е JavaScript. Ова е ерор, а ова не е. Да, добро, океј. Да, предобар јазик. Океј, сега ќе го сейвнеме овој файл за после ќе ни користи. Нема да ни биде дел од конфигурацијата, ама ќе ни користи. Океј, наместивме language server. Следно одиме, мислам дека беше на linter. Сега ќе видиме кај ме беше презентацијата, не треба да ги мешам овие. Completion. Океј. Едно нешто што ми недостасува од Visual Studio е што кога пишувам автоматски ми излага, нели што auto-completion.
Дими, тука си? Така. Ти користиш nvim cmp, јас користам blink.cmp, we are not the same. nvim cmp е, па да речам, постарата верзија од идејата на autocompletion во Neovim и апсолутно нема никаква разлика, ама само ги следам најновите плагини што се, пошто не знам, валјда утре ден, еве, nvim cmp има компарации тука кои што реално не ми значат ништо мене. Океј, какво чудо, пак идеме на GitHub и клонираме, копираме работи. Идеме installation, копираме тука, влагаме во plugins фолдерот, пишувам blink, ете нека се вика blink lua, return, paste. Сега, окей, и сега овие коментари не ми се допаѓаат, пак е направам еден global delete. Идеме вака. Delete. Идеме пак delete. Океј, и остануваме со многу малку код. Океј, сега овие работи нема да навлеземе во детали што значат, поради тоа што се ептен специфични, ама еве сега би требало да имаме autocompletion за еве се симнуваат. Треба сега да имаме autocompletion за JavaScript. Топ. Океј. Сега имаме autocompletion. Многу интересно што како работи во позадина ова completion engine што е, се поврзува со language серверот, кој што го наместивме преку Mason, и тој уствари неговите извори ги вади од language серверот, така што комуницираат меѓу себе. Не ги симнуваме овие плагини туку така само за да работат одделно, не, тие навистина комуницираат помеѓу себе. Ако почнам тест function да пишам, еве, тест. Enter, епа не е enter. Ајде tab, не е ни tab. Ајде да видиме стрелка, не е ни стрелка. Ctrl J, епа yes. Океј, completion готово. Сега малку побрзо се движиме, пошто веќе language серверот и package менеджерот ги имаме наместени. Идеме на наредно. Да, еве сега виде тест function што везе нема функцијата, еве. Еве, сега ова со стрелки сака, колку интуитивно. Еве, тест function. И Ctrl Y за yes. Така да, тоа е тоа. Ова е, се надевам, мино copy-paste ке правиш као мене после дома, местење на completion engine, да. Епа да, тоа е проблем сам по себе. Те разбирам, навистина. Океј, сега идеме на линтери. Линтери се многу слични со language сервери. Да ми ставите пиштол на глава и да ми речете објасни разлика меѓу LSP и линтер, викам пуцај, брате. Епа има неколку language сервери кои што не го следат Вака, се извинувам, заборавив да кажам, значи language сервер протоколот е протокол, значи дека има некои стандарди дефинирани, како многу саканиот Hypertext Transfer протокол. Е дефиниран за жал од Microsoft, ама е меѓу поубавите работи што го имаат направено и има многу длабоко интегриран во VS Code. Колку и да го хейтам VS Code, пак ете нешто има придонесено добро за човештвото. Тој е протокол кој што е воведен во 2012 одамна и практично тој TSLS TypeScript language серверот кој што го користевме, Clang language серверот кој што го користевме, сите тие го следат тој протокол и се имплементирани врз база на тој протокол. Така што од language сервер до language сервер нема многу голема разлика во имплементација, освен нели самиот јазик кој што го парсира. Епа има неколку, да ги наречам, language сервери кои што не го следат тој стандард
и паѓаат во овој чад umbrella терм линтер во светот во Neovim, кој што ете не можеш да ги наместиш преку LSP config, туку мораш преку овој плагин nvim lint. Ќе го симнеме. И што ќе правиме сега, дали некој може да каже? Тачно така е copy-paste. Океј. Пак немаме некоја добра документација овде, или барем мене ме мрзи да читам понатаму. Океј, идеме lint.lua. Return, не, гледај сега почине да ми дава completion. И го симнувам. Ај вака. Сега ќе идеме, нема да искочам од Neovim и да се вратам пак, туку ќе го повикам Lazy Package Manager-от и одам Shift и install. Сега ќе ми го симне. Already up to date, добро. И тука следен чекор е да одам кај мене на GitHub. Пак у моите dot файл се Neovim и да copy-пейстаме. Lua plugins, тука имам lint Lua, да. Океј. Вака ќе ги тргнам работите кои што сметам дека не вршат многу работа овде. Океј, што имаме тука? Тука ги дефинираме линтерите за JavaScript и за Lua. Сега ќе треба прво да ги симнеме преку Mason. За Lua нема да го симнуваме, пошто денеска сме посветени само на нашето бебенце JavaScript. Имаме linter и тука бараме ESLint. Само ESLint да е? Да. Океј, install. Идеме горе. Installing. Почекаме. Добро. Ке кажев дека нели со npm и со тие огромни се. Океј, сега конфигурацијата на нас ни е наместена при инициализација на овој модул, на овој плагин, да ни биде повикана оваа функција try_lint. Практично, штом влеземе ние во еден JavaScript файл, автоматски ќе почне да ни го линта. Ајде да видиме дали ќе работи. Океј, немаме тука што да ни да линта многу. Clang, добро, немам симнато Clang. TypeScript language server, добро, ESLint ми треба. Уклучене, добро. Сега не знам нешто што да пишам за да биде некако на инвокнат линтерот. Дали го симнавме преку Mason, да lint ово е во JavaScript файлови. Океј, лидер Океј, нешто не работи, ама во интерес на време ќе го скокнеме ова. Практично што треба да се случи истото со ова, да не бидат покажувани линиите. Само, ете, чисто ова го ставив овде за некои програми кои што не се поддржани од Language Server протоколот. Океј, сега, ако приметите, кодот баш не ни изгледа најубаво, нели немаме, мислам, имаме некои квази бои тука на терминалот, ама не е оној syntax highlighting кој што го имаме на VS Code, пример. Океј, тука сега доаѓа еден многу интересен и многу supported плагин, се вика Tree-Sitter, и не само што е плагин, тука е и програма која што е dependency на Neovim. Кога ја инсталирате Neovim, ви се симнува и Tree-Sitter заедно со него. Правиме нов файл, treesitter.lua. Идеме return. И пак copy-paste правиме. И овде брзо би требало да биде ово, за да добиеме syntax highlighting. Се update, да се install, окей, значи само го копираме слагот на Tree-Sitter и треба да прекинам да ги мешам овие браузериве.
и tree-seater dependency. Добро, не треба ова. Океј. Сега, кога ќе влеземе во JavaScript фајлот, се симнува tree-seater. И да, океј, имаме syntax highlighting. Има вградена функција во самиот tree-seater, која што се повикува преку Neovim, се вика ts-update. Мислам дека од време на време, ако не и секој ден, се прават апдејти на парсерите кои што tree-seater ни ги нуди. Убаво е од време на време да правите ts-update или пак при уклучување на Neovim да автоматски да биде повикуван. Еве, ќе го направиме тоа сега. На init function правиме функција require, ова беше, мислам, tree-seater не, ова е за линтерот, ова е Neovim tree-seater. Океј. Значи ts update да биде повикан преку vim cmd, ова беше cr ts update. Ова беше, даже помогни ми како беше овде? Не ти текнува. Океј, тогаш вака ќе биде ts update. Океј. Ајде вака да видиме, две точки ако ставам овде, не би требало да работи. Ај малце помош, вака ке... Чекај вака, овде ке одиме. Lua, Neovim, Lua, vim cmd ts update. Вака се прави ChatGPT промпт. Епа, не е така. Vim cmd, ај вака да видиме. Да, добро, ај, ќе пробаме. ts update. Те молам, сакај. Аха, јасно ми е. Океј, не е дека не ми беше точно тоа што го напишав, фала Богу, точно беше, како можам ја да сгрешам. Ама проблемот е овде што плагинот се нема лоудирано за оваа команда да биде повикана. Добро беше ова чисто како малку Lua да си попишеме малку. Ова лета. Добро, сега имаме syntax highlighting. Ако отидеме во некој друг програмски јазик, еве во C, сега мислам дека би требало и тука да има. Не изгледа вака. Не треба да е. Аха, ова мислам дека е пошто го немаме симнато ова language серверот за C. Ке го симнеме. Сега најверојатно би требало да сака syntax highlighting овде. Реков нема друг јазик освен JavaScript да гледаме, ама си го прекршив зборот. Тоа на крај. На крај. Да, скроз да се тргнеме од маус. Денес ке се симнеш. Дебе што симнеш? Епа да, тоа е, ке почекаме малку додека се симну ова, во меѓувреме ке гледаме друго што можеме да копи-пейстаме. Следното, мислам дека е дебагери. Добро, форматери? Ми избегал следот. Океј, следно идеме форматери, не дебагери, дебагери на крај, пошто јас лично не користам дебагери, мојот код никогаш не утиња. Не сум имал потреба дебагер да користам, така што ќе идеме сега на форматери. Conform Envim. Ги знам на памет овие плагини. Веќе се симна. Океј. Малку опа, имаме нешто. ts install c
Installation not possible, parser not available. C, добро, идеме за C++. Добро, ајде C. Добро, мало C требало. Океј, не ни бил симната Syntax Highlighter-от. У 2025-та не ни е симнат Syntax Highlighter. Сега пак не сака уште, ама видовте дека на JavaScript сака, така што Ау, човече, што сака сега? TS enable. Yes, true. Јас сум стварно збунет. Триситер, ова е iOpts, да му викнеме, валја не е да тоа. Да, call opts, да. Океј. Се враќаме назад да прочитаме малку документација. TS install, добро, повикано ние, sync install, auto install, ignore installed. Ајвак, се вратам овде, пак не знам зашто вак. Update, повикаме TS update, сака TS update, LSP info, TSLS работи. Ово чудно ми е. Language server работи, Syntax Highlighter не работи. Да, управо си може таму да побараме, да. Чекај, кај беше? Бојан Милевски GitHub, ево го. Па нема ништо, тука не помага ништо, не помага ништо. Ај во Language Server да видиме. Епа не требаше да дебагирам за време на презентирање, ама ето до тоа дојде. Да, гледај, вистинското искуство е ова, за жал. Многу повеќе од ова што го гледате сега и тука е оној даунсайдот на неовимине на плагините, што ете, еден момент работи, друг момент не работи и треба сега главата да си ја кинете за да сватите што е проблемот. А буквално работеше преска ова. Lazy... Епа, ајде да видиме. На Microsoft она активацијскиот скрипт има 100 и нешто илјади, така да нека ти биде тоа репер за најпопуларно. Не промовирам ништо, не промовирам пиратерија. Нека ти биде тоа репер за најпопуларно GitHub репо. Ова го кажав за едукативни цели. Така што јас сум скроз збунет моментално. И идејата ми беше се изџвакано да ви дадам, да ви приложам, дури ете GitHub-от ви го дадав за случај ако нешто дополнително ви треба, ама овој момент навистина не знам што се случува. Па нема да смени ништо, пошто исте начинот на како се сорсат плагините. Не можам, пошто ја не користам Mason и нема да биде најсјајно. Така да... Ајде ке пробам ново овако да уклучам. Може до терминалот. Немам појма. Config, envim, Lua, овде New.js. Enable, вака TS, buff enable. Што сакаш? Како? Ништо корисно.
Не знам дали да отворам овде на екран, пошто не знам што му обед сме правиле, ќе видам од телефон. Чекај. Фала за клачот. Ensure installed, аха, управо си. Океј, ајде, валјде ова ќе проработи. Е добро installed. Ајде ќе го исклучиме и ќе го уклучиме и човече пак неќе. Како? Па да, тоа е секако секогаш крив. Ај вака, мислам дека секако после ќе го кажувам ова, color theme да пробаме да инсталираме. Не знам дали ќе смени нешто, ама ќе се пробаме. Ќе идеме, ќе го симнеме овој така, како знаеш? Катпучин Envim. Го имаш местено? Купи. Па како? Така, толку ли е? Валјде толку, што треба повише од ова да местам? Ајде, добро. Name. Како се пишува макијато? Чекај. Горе го видам, маццхијато. Добро. Така е. Да. Тоест, не знам, сега ќе видиме. Чекај. Еве, сега дава... Неќе, Океј, читаме документација, като же name, priority и гледа. Usage, color scheme, аха, треба ова да го... Да, треба сега у конфигурацијава да го наместиме ова. Идеме init Lua. Океј. Ето го. Така. Фала. Сега, ајде се надеваме. Тоа е тоа. Значи, боите биле проблем. Фала ви. Значи, не ги користете дефолт бои од Neovim. Ете еден совет, одма да си симнете боички за све да ви биде убаво. Тачно така. Океј. Значи не бил пак до мене проблемот, бил до color scheme-от. Океј, тргнавме форматер сега да местиме. Conform Envim. Installation. Copy-paste. Едино кога не треба да правите copy-paste е кога сакате нешто специфично вие да си наместите. Тогаш ќе почнете да истражувате низ документацијата. Освен тој специфичен use case, нема причина да не copy-пейстате. Секако читате си го кодот пред да copy-пейстате, не можете све да copy-пейстате. Conform Envim. Идеме return. Опа, грешка. Готово било за вака return. Треба името на плагинот да го пишеме. Тоа беше добро, ќе мора да бришеме баја ги работи. Океј, бришеме ова и менјаме овде. И сега идеме config на function and вака paste. Не тоа. Погрешен copy-paste. Copy. Paste. Епа да, ама не, чекај. Ова е рекурзивен момент. Да. Океј. Нема да ги си минјаме тие, stop after, не знам што значи тој работи. Океј, грдо изгледа кодот, така. Сега ќе го правиме. Што сака сега? Заграда фали. Да. Чекај да видиме дали тоа... Не. Нешто погрешно сум copy-paste. Не.
Не, погрешно имам. Ај вака. Одново, config, function, end. Океј, тука треба да иде ова. Ете така. Океј, сега немој да ми се жалиш. Така. Океј, плагин core, добро. Аха, да, фала. Океј, сега ни е симнат самиот форматер, значи кодот што го повикува нашиот форматер е сега симнат, арнома треба да го симнеме ние овој prettier форматерот преку Mason. Prettier install. Идеме горе. Стварно човече, JavaScript faster than C++. Океј, сега. За да го повикаме форматерот, подолу има една функција, еве ја. Оваа треба да повикаме. Не. Lua, ја повикуваме Lua код. Ама не вака. Формат, да. Добро. Ајде така ќе направиме. Да, ама фората ми беше да кажам па некако не работи, а? И ова. Format buff number, ајде вака ќе направиме. Ќе направиме нов файл сега, пак уште еден интересен дел, auto commands. Овие се практично функции кои што се викаат, кои што се повикуваат на одреден евент во Neovim. Кога и што кажувам со оваа функција, кога ќе влезам во практично пред да влезам во баферот, се повикува оваа формат функција. Да видиме дали ќе работи. Save, format on save. Пак некако неќе. Епа веќе да ви кажам после 8 сати работа форматирање. Ајде сега форматирање, дами и господа. Ете го, кодот се форматира. Колку многу работи можете да успеете со еден copy-paste. И убаво интересно нешто е што овде, ова сакам да го кажам, е што може вие да си дефинирате она prettier RC, конфигурацијски файл за вашиот форматер. И Софија, што правиме сега? Copy-paste. Идеме кај мене, ама на друго репо. Нешто ќе ставам, не знам. Идеме во, ете, добро, prettier.json се вика. Еве некој конфигурацијски файл што имам овде за страницава. Ќе го преимениме овој файл, prettierrc.json. Го копираме. Идеме на документацијата за Prettier, documentation. И тука си го истражуваме веќе форматерот кој што имаме одбрано да го користиме. Сакаме, пример, да ни става 8 празни места за tab space. Tab width. Добро, tab width. Ајде да видиме. Tab width. Ова е колку реков 8. Добро. Овде запрека фали. Колку магично само работи. Тоа е тоа. Океј. Фала ви. Стварно фала ви. За аплауз за copy-paste. И на крај, Final Boss, ова е последното од поголемите плагини,
дебагерите. Како што кажав преска, не користам ја дебагери, кодот ми работи све како што треба. Тука малку чит код искористив. Готов ми е веќе фајлот. Како погодивте, дечки? Океј. Идеме во Lua Plugins, пишуваме debugger, што и да е тука важи. Paste на фајлот. Катастрофа. Така, Mason, ајде. Lua, како беше сега? Форматер, Lua, чеки да видиме, не. Lua форматер, не сум го користил, стај Lua, ова е тој. Install. Океј, симнате. Се сме во Lua файл, дали е форматиран фајлот, како не бил. Debugger Lua. Ете, дебагерот доаѓа со неколку депенденција, повише од што би било очекувано. Ни се симнаа тие. Еден момент заборавам, тоа е во форматерот да го додадам стај Lua. Значи стај Lua. Така, запирка една ќе ставиме, не мора ништо друго да пишуваме. Формат. Океј, сега кодот малку побавно изгледа, 8 спейса е премногу за мене, ама барем побаво изгледа. Океј, ова е кодот за дебагерот, тоест конфигурацијата. Ова е NVIM debug адаптер, тоа значи DAP. Ова се неколку од зависностите кои што ќе ни требаат за JavaScript. Ова е од Microsoft плагин за кој што ни ја олеснува работата за да го наместиме дебагерот за JavaScript. Имаме интерфейс, user интерфейс за дебагерот, кој што за жал самиот DAP плагин не доаѓа без интерфейс. Имаме виртуелен текст и последно мислам дека е депрекейтед. Океј, тука подолу копи-пейсте све, ако нема да ви објаснувам што се случи. Ама овде долу овие ни се корисни команди за мислам се чита, ете. Continue, step into over. Да, не знам што се овие функции пошто не сум користил debugger јас. Океј. Сега да не ја направам грешката како преска, идем у JavaScript файл, така. И напишам неколку работи, е 10, а е 20, тука ќе го смениме. Console log print. Да, само се фолирам. Print 1, print 2 и print 3, другите не ни требаат. Океј, сега ќе наместиме DAP toggle breakpoint. Ќе наместиме еден breakpoint тука и ќе наместиме уште еден тука. За да застартнеме debug адаптерот, штракам на F1. Да, B пишува овде, само имам еден проблем овде долу. Тоа е поради тоа што го немам симното debug адаптерот. Имаме VS Code, JS debug адаптер, тоа е. Симна побрзо, стварно, од C++ симна. Океј, F1. Океј, пробуваме пак. И не го сейвнав. Океј, F1, не ќе. Тоа е поради тоа што... Поради тоа што немам пристап, туку вака треба да биде ова. Како беше конста? Еве уште малку поише JavaScript кој не ќе да пишува JavaScript, така. Сега ова не би требало да работи у JavaScript, ама работи. Да. DAP toggle, како што, да, тука ставате breakpoint. И сега за да влезете конечно во дебагерот F1 и дебагер. Океј, сега
тука сме. Ова не треба да испринтано, така? Не треба да испринтано. Идеме F1 уште еднаш, се принта, дебагерот е наместен од лева страна, гледате дека А е бројка и вредност, и вредноста е 20. Овде, ете, ви ги кажува и функцијата дури ја имам интерфејс убав, тука малку икони ми фалат, дебагер. Океј. Добро, ова се алатките кои што воглавно еден програмер, пасивен, амбициозен, би ги користел. Сега ќе симнуваме неколку мали плагини кои што би ви го подобрили искуството во Neovim. Не би требало повеќе од 10 минути да се задржиме за ова, знам дека е петок, така што... Океј. Дачо го спомна, фала ти Дачо, како се викаше Nvim 3, така ли беше? Го немам пишано тука, го имам заборавено, ама ова е практично како файл менеджер, буквално да ви искача лево од Neovim инстанцата, за да може да си ги селектирате файл, да си менувате файлови. Copy-paste, install, installation guide. Океј, еве, тоа преска што го зборев. Неколкуте други package менеджери кои што постојат, ние го бараме lazy. Идеме copy, правиме нов файл, нека се вика 3, иако не треба, нека се вика 3. Што правиме тука? Ништо посебно, само го симнуваме плагинот. Икони некои тука мести, што се случува. Икони некои тука симнуваме, тие преска што ни недостасува и се повикува оваа setup функција која што преска кажав дека мислам дека може да замените со ова. Влагаме пак у фајлов. Океј. Nvim 3 open toggle како и да е. Nvim 3 toggle, еве го. Еве, сега тука може да си менувате фајлови. Малку е неинтуитивно, пошто треба да пишувате команди, ама со еден обичен... кај сум, кој файл сум? Config function and vim keymap set. Вака се мести инаку на keybind да повикате буквално тоа што го правам долу. Nvim 3 toggle. Ајде, како Nvim 3 toggle, да. Nvim 3 toggle, да. Leader N или не знам F нека биде за файл. И тука е она vim командата што стварно не ми текнува како идеше. cmd, вака беше, да. cmd cr. И тука измеѓу пишуваме Nvim 3 toggle. Епа да, две точки треба. Епа, не е ни тоа. Не е така функцијата, изгледа. Nvim 3. Ајде, не, сепак не може овде да се повика ова setup функцијата. Некои плагини не го имплементираат тоа, ама поновиве што се неќе.
Neki nivo, nvim 3, nvim... Опц, ајде вака... Опа, сум го избришал фајлот, не приметив. Епа тоа е која штракаш на секаде. Добро. И сега тука може да го пишеме ова. Ова беше... Кај беше? Vim keymap set. Н значи дека во normal mode ќе се извршува оваа функција. Лидер мене ми е ставено на space. И тука се повика командата само да nvim3 toggle и crm. И затвораме заграда, сега надежно би требало да работи, да. Сега на space F стискам, се уклучува и се исклучува. Океј. Вака у принцип се местат, пак ќе кажам, вака се местат командите кои што инаку би требало да ги пишувате на овде долу во промптот преку дугмиња. Да, презентацијата ја барам, не требаше, реков да мешам, ама ете. И еден многу убав плагин кој што еве ќе го ископирам од мене на GitHub ради интерес на време е Trouble Nvim. Тоа е како долу ви излага табела од сите ерори кои што ги имате така на едно место да ги видите. Еве, ја дури икони сум си наместил, ама сега ќе... Нема да местим икони. Не треба, туку само ќе повикам опц функцијата и ова е релативно supported плагин, така што би требало опц да работи овде. Запирка фали, че многу плаче ова луава кога има грешка. Океј, ерор, немаме ерори, затоа не ни кажува, ама да влеземе у JavaScript и одма сигурно 15 ерори ќе ни искочат. Да, еве. Долу на едно место само да гледате што се каде се случува. Ако случајно напишам, не знам, некој ерор, const a, ете, излага долу. Така што мислам ова на VS Code дека го има, убаво е да се има. Брзо, лесно и безболно наместено. Не знам, некој друг плагин интересен што... не ме мести сега дачо ги немам наместено на тие работи. Еве, инаку, еве. Терм, така ли беше? Да, еве, сега сум у терминал, LS. Ете ти терминал, неовим. Значи, од терминал викаш неовим, викаш терминал. Браво. Ајде. Овака, терм. Опа, чекај. Nvim. Работи, човече. Работи. Добра, фина идеја. Ова git sign за интересно. Сега што се деша? У терминал сум. Океј, ме збунивте, дечки. Саботажа ми правите. Git signs.lua. Океј. Да, добро. Return. Па од копи-пейстање, гледаш се прати грешки у копи-пейстање. Океј, мислам дека ова е све за овој плагин. Добро, сега ќе идеме, ќе направиме едно git репо. Git init. Добро, валјда... Добро е така, да. Touch readme идеме. И нешто ќе пишам, git add all, git commit. Топ. Не те местам сега тебе. Ето од лева страна може да видите, ова се новите додатоци во фајлот. Сега ако избришам нешто... Аха, добро. Од прошлиот... Од прошлиот комит. Добро. Интересен плагин исто беше ова, Rainbow Delimiters. Ова е као можем да ви ги бои
заградите, за полесно да се снајдете. Lua plugins, Meter Lua, пак што правиме овде, има кај мене на GitHub и Rainbow Delimiter. Да, буквално само се повикува името на функцијата, на плагинот. Добро, сега кога би влегле тука, би требало, ако почнеме да спамаме со загради, ќе почне да ни бидат, нели, ја, што се симнува човече. Добро, ајде ќе добро, окей, нема чекање тогаш. Окей, загради. Убаво изгледа, добро. Да, можеш, ама немам симното ја до сега, ама можеш. Се надевам дека добар туторијал ти направив за барем да се снајдеш. Имаш видео тука. Да, само момент, чекај. Тест. Чекај. Тест. Прашање. Да, ајде. Дали можеш да си играш Snake во неовим? Дечки, со прашања ме утепавте. Мислам дека можеш, ајде да видиме. Snake Envim плагин. Ајде ова за крај нека биде. Ајде ќе видим. Snake Game for Neovim. Ова некој твој другар го има направено, па го промовираш сега, разбирам. Ајде, интересен Snake. Ајде. Добро. Return, треба return фали, значи дечки return. И тука мислам дека запирка долу не треба. Океј. Сега као се пушта еве, Snake. Што е ова, човече? Snake, некој dependency, не гледам овде dependency. Кога е последен пат комитното? Пред 2 месеци, окей, тоа е релативно ново. Само да Snake. Ајде да пробам пленари, Dependency му фали. Ова е као библиотека за полесно да девелопираш плагини у Neovim. Ај. Да. Добро. Океј, ке работи ли? Една јаболка вр. Ајде бе, иди. Абе што? Многу е споро. Ке се забрза. Не го знам, Не знам, не. 3 фреймови. Добро, окей. Ајде еден тест ќе му направиме. Ајде. Дали ќе иде одоздолу или ќе каже endgame. Не е интересно ова. Океј. Океј, горе доле дечки, ја би го покажал овој плагин, чисто визуелно само да го видите, нема да го симнуваме, пошто доста е више, мислам дека е петок е за сите. Да видиме што е овој плагин и финални зборови да кажам. Ова е онде долу, ова, па не може ни да се види кој што треба. Читате долу no name 01 барот, така статус бар да речеме. Тоа е. Да си го кастомизирате. Океј. Горе доле тоа е тоа. Воглавно идејата ми беше како блупринтот да ви го дадам на сите за да навлезете во Neovim. У најмала рака што би препорачале да ги користите Vim Motions и Vim плагини за вашиот текст едитор кој што го користите веќе. Треба време за да се навикнете, ама што да кажам, сега од 2020 у короната колку 18 години толку сум немал што друго сум немал да правел, ете сум ги учил тие Vim bindings. Така што останато ми од време
тогаш големо фала на Дачо, тогаш што седеше покрај мене и што ми помагаше како да ги научам сите овие работи. Без него тука реално не би бил. И така, барем Vim Motions да користите во текст едиторот. Ова е начинот на кој што се менаџираат плагини, copy-paste, ако сакате нешто да смените, идете, читате документација, менувате што менувате и си терате студенот. Чекаме сите Neovim 1.0 да искочи, да биде стабилен и веќе да не се прават нови плагини, пошто цело време се менува екосистемот. И тоа е тоа. Со среќа copy-pasteње, фала на сите што бевте дел од мојата презентација. Само момент. Чекай, морам Да, со не, да, микрофонот мора. Добро, дали се слуша? N2 тест, окей. Слуша. Зошто одлучи да почнеш да користиш Neovim и дали беше за Aura Farming? Ама не, само што кажав, значи у 2020 реалната причина е пошто у 2020 прво у Linux навлегов и после у Neovim и така, ете, денес го користам више. Окей, фер. Да, не ми беше ич за Aura Farming. Така да. Како? Да, од страна side effect беше. Да, буквално, да. Ненамерно почнав да го учам. И тогаш беше, мислам дека верзија 0.4, сега 0.11 и немаше волку плагини у Lua како што има сега, така што живееме у добри времиња сега. Други прашања некој дали има за нешто? Да, само момент. Повелите, господине Андреј. Што мислиш за веќе готови решенија како NVChat? Дали се добри или се уште поголема главоболка? Па пробав да го избегнам тоа, стварно. Не, ја мислам дека треба да се користи ова. Арно, ама има еден момент што да, ти ќе ја симнеш ова, инаку ова се готови конфигурации. Тоа е тоа што го збориме со Андреј. Ова се готови конфигурации, еве накратко ќе го видиме Kickstart Envim, мислам дека овој најпопуларниот, 25.000. Така што ова буквално само треба во .config/envim да го пейстирате, пак пейстање. И тука веќе имате неколку работи наместени. Практично многу од работите сега ја што ги местев, мислам дека веќе се наместени, ако не се лажам, не знам, не сум користел вакво до сега. Не сега. Плагин, сај да видиме. Еве, не знам, GitScience. Да. Океј, наместени се веќе, убаво е да се симнат, поради тоа што многу од оваа работа ја што ја правев пешки сега е готово направена за тебе. Арно, ама моментот кога сакаш да почнеш да конфигурираш, тука веќе треба повеќе време да трошиш за да учиш све претходно, па све наредно, него ли од нула да почнеш и све пред тебе да биде. Ја така мислам. Убави се. Фала ти. Тоа е мој мислење. Океј, ако е тоа све, дечки, тоа би било крај на оваа презентација. Фала ви премногу на сите што дојдовте и се надевам дека ќе користите Envim Motions ако ништо друго. Тест, ме слушате? Да. Чекај, седи тука. Живко, дојди. Седи ваму. Без Живко оваа презентација немаше ни снимана, ни звук да слушате, ни ништо. Фала многу на Живко.